за добар викенд, да се почне едно малку поинако видео. Денеска сум тука со младиот талент на Македонија, моментално игра во Работнички. Ги помина сите македонски клубови. Нема рамен за него кај што може да игра да биде добар. Знаеме како е кај нас во држава. На 13 години детево отиде во Ювентус, изигра утакмица, му рекла дека е многу добар, да се врати за 5 години. Он ги поеба, нема да се врати за 5 кај нив, него сега ќе иде во Франција. Додека некои на негова возраст уште тука се зафркаваат, излагаат по журки едно, друго, трето, пето, ете он иде да стане нов Меси. Верувам ќе успе тоа. Еве како ја што пробам да бидам бодибилдер, ја може нема да успеам, он ќе успе. Не знам, не сум рекол на каналов, тренирав и ја фудбал од многу мали години, може 10 години се вкупно нека се собере. Никогаш не сум имал некои онака јаки постигнувања, ама ете, да се каже дека го тренирав спортот активно 10 години, теретана не знаев што е до пред 2 години. И дојдов до една идеја, да е вака како некој исклучок, не е ова секој втори играч, ова е еден талент, да видиме колку е способен во теретана на некои вежби, например, колку може склепови во една серија, колку може да прави скват, колку може да прави бенч, и ќе видиме ако ми текне нешто друго во текот на снимање на видео, да убациме да видиме како. Јас кога бев фудбалер, ајде да се наречам, едва можев 10 склека да направам, згибови па воопшто, а вежбиве со тегови беа онака тоталка на минимум, кој што не знае дека постоја. Сега тука ја му донесов нешто од моите хемии, да видиме. Не знае што има, тоа е чисто онака од мене. Дали ќе му биде нешто или не, ќе видиме во текот на видео. Се надевам не за да не одговарам, пошто не му дав да потпише никаде ништо. Има тука неколку апчиња, неколку капсули, нешто има у кесички. И се надевам стварно нема да му биде ништо. Тоа би било тоа овој краток овој. Се надевам дека нема да завршам никаде. Ете. Сега ќе предеме на главниот дел од видеото, кај што ќе може да ги видите, а исто така. Ова видео ќе си го искористи кога ќе отиде во Франција да игра со некои звезди, некои таму скаути, менаџери. Можете слободно да го погледнат видео, ако треба ќе оставиме и кепшенс на англиски, дека е стварно поспремен од неговите од другите во неговата генерација. Очекувам добри резултати искрено. Така да оставувам на вас да останете во видео и да видите како тоа младиот Петар Пепо се испонаша во овој тест на сила. Сме туја на бојното поле. Прво нешто за тестирање ќе биде сквацот. Односно, идеме на празна шипка, како што реков, ајде да пробам да не фаќам други луѓе. Како што реков, ќе биде све тоа one rep max, значи прави со празна шипка, верувам ќе направи, после тоа постепено накачуваме, да? Празна шипка плюс 5 плюс 10 плюс 15 плюс 20 се дур може. Кога нема да може, тука застануваме и пишуваме резултат. Дали ја тоа ќе го напишам некаде овдека до него па ќе го видите, не знам, или ќе го само оставам во дескрипција, не е ни битно, битно е видео да помине. Лудило и да видиме колку е овој дечко спремен, дали ќе го задржат во Лион или ќе го вратат како партал. Сега да наместиме, само да идам по сталакот и може да се почне прва серија. Решивме да го оставам сталакот, пошто нема ефект, ќе пробам стабилно да видам. Може идеме прва серија, 20 кила скват, да видиме, ќе запазиме форма, ќе запазиме се. Ајде, добро е, може да се каже длабочината, оставај шипка, дечко. Добро е, помина празна шипка, сега идеме на петки. Втора серија, вкупно 30 кила. Да видиме форма. Добро е, лагано. 30 кила помина, сега ќе одиме на 40. Трет обид, веќе предизвикувачки за некој што е фудбалер, идеме 43 кила. Лагано. Одлично. Ме се свиѓа. После ова сега идеме на 50. Некој голем одмор, гледаме спремен дечко, ќе го биде како секој спремен напаѓач. Веќе на 55 кила скоро, супер форма, лагано. Сега веќе поминува на онова one play што го гледате тука, ќе видиме дали ќе крене 60 или ќе треба да се интервенира. Тука ќе поставиме сталакот сепак, да бидам ја за секој случај да не припадне, а после од Меси ќе стане, не знам, Ансу Фати. Без некакви потешкоти, 60 кила отидува многу лесно и сега ќе биде интересно кога ќе треба да креваме над 60.
Поодредени технички проблеми, за жал видеото каде што крена 70 кила нема да го ставам, пошто е на полас, немав меморија, сега сменив друг телефон. Идеме да видиме 80 кила дали ќе ги крене, веќе поставен нов персонален рекорд на 73 кила. Да видиме дали 85 ќе ги крене, ако не, тука сум ја за асистенција, тука ќе завршиме и со проби на склад и тоа би било тоа. Спрема оноа како овие 80 кила се крена, моја проценка како двогодишен вежбач на тегови и што кренам 210 на склад, ја би рекол дека комотно може и 90, ама сепак да не ризикуваме, да не се запрекаваме, нема да идеме на повеќе. 83 кила пиар на ова млада. Еве сме пак назад на мојот телефон, го ви рекорд за рекордот, тоа е тоа. Колку кила тежиш? 67 кила, крева 90, добро, 90 официјално нема, 85 на чучен, тоа се скоро и 30 кила поише, што е 50% за малце од неговата тежина, што реално не многу ја можат, например, да земе некој фудбалер друг од негова категорија. Ја се сомневам дали воопшто би кренала 60 кила. Тоа е тоа, сега поминуваме на склеко или бенч. Идеме втора вежба или дисциплина. Дечкото ќе прави склекој. Да видиме колку тоа он ќе успее да направи во една серија без застанување и колку од тие ќе бидат правилни. Јас сум тука да ги оценам. Он е тука да прави. Ајде да видиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30. Сега се сопрекамо најдобро да ги или изгледа од 55. 56, 1, 2. Ајде што е за 54, 53, тоа беше. 53 упони склека, 54, да, сега пак. Толку е. 34 склека, исто на 60 и кусур кила, на 17 години, што е фудбалерче. Јас кога тренирав, напоменав, 2.15, може, значи он е дупло подобар од мене. Не само во фудбал, пошто тоа може да се примети бидејќи он тренира, а ја уште веќе не тренирам, туку и на физичка сила. Тоа е тоа. Сега преминуваме на бенч. Тука ќе направи само неколку серии за гревање без да ги снимам нешто по-конкретно и коментирам. Со цел да може да почнеме од која тежина, директно да влеземе на 40-50 кила и да видиме колку ќе му биде максимум. И може да започне директно на 45 скоро кила. Идеме, ни треба само еден единствен реп или повторување. Ајде, тоа е тоа. И успешно. 35 кила, многу лесно. Сега ќе скокнеме, може, ајде на 50 или на 60. Ајде да видиме што ќе се случи на овие 60 и скоро 5 кила, бидејќи се во паунц. И ајде да видиме. Брат, ти викам, знаеш колко ме вола това се да брат. Добре. Брат, ама можам повече. Добре. Брат, не, можам. Чути, има и повече. Брат, можам повече. Епа, Не знам, се склекувите. резултатот е видлив, како и на камера, така и сега, живо. 65, не се крена, ама ајде, крена 45, ќе му дадам плюс 5 кила, пошто направи прво склекој па се измори, дај да кажеме. Значи, некој реално 55 кила пиар, онака, да се каже а на добар одморен ден може и 60, не викам не. Лесно почна да ги крева, ама во спуштањето некој многу брзо тоа лепна отиде, падна. Среќа остана здрав, жив, прав. Ете еден фейл за ова видео, има добар тамнел. Е, последна дисциплина што ќе правиме, сврти се. Да се гледаш сам себе во огледало. Не бе се грм така, бе. Е, one rep на бицеп крл. Тоа колку ни треба. 20 кила помина. Идеме второ, 30 кила. Ајде да видиме форма. Опа. Брат, не ме заебај, многу ме умори, јас не говори да брат.
Скликовите го изморија нашиот фудбалер. Па ја ви да го привршам ова видео тука. Идеме на дедлив. Нема дедлив, не идеме на дедлив, пошто не сакам да бидам кривец за повреди на кичма, на колена, на грб. Не бе, може. Ајке право. Не, нема дедлив. Нема дедлив. Дайте, сака дедлив, тоа да се извади за бенчот и за кросот. Нема гајле. Вие што гледате видеото, поискусни, попаметни, знаете дека може 60 бенч, може јак дедлив според скватот, тоа е се поврзано. Ама нема да идеме чисто онака за 20 дена ќе иде во Франција, да не се изложува на ризици. Резултатите ќе ги оставам во дескрипција, посекако може и тука вака сега ќе ги ставам некаде, не знам. Ако не, тоа би било тоа, да, значи Склеко и направи 34, ај нека бида 35 во една серија без пресна, сите правилни, направи 80 документиран сквад, може ја го проценувам и на 90 да биде. Бенчот остана на 45, ќе дајме поклон 50 и бицеп кролсот исто златна средина на 25 кила. Резултати за некој што само тренира фудбал и не иде во теретана, ја би рекол дека се одлични. Многу дечки што се на моја возраст, 18 годишна, што тренираат, што се кадети, што се во академии, па немаат вакви резултати. Еве еден од 2007 генерација успеа да се покаже добро во гледате оваа околина тука, теретана, тегови и така натака. Додека добре го фатив на камера, додека младиот Меси нешто пробува тука да изведе. Ајде ја да го завршам ова видео како што му даја редот. Фала ви што го изгледавте, оставете лайк, субскрайб на каналот, шернете го да стигнеме до успех, конечно. Да стигнеме до поголема публика, пишете коментари некакви идеи за други видеа што би сакале да видите. Еве истестиравме еден фудбалер, наредно може нешто друго или да пробувам други физички проверки што ми коментира. И тоа би било тоа. Се надевам уживате. Веќе кажано се што треба да се каже, се гледаме во некој од наредните.